Привршуваат подготовките за 6-тите локални избори во Независна Македонија. Во предвечерието на кампањата, откако се одлучија за кандидатите, политичките партии конечно свртени кон програмата и го мобилизираат членството за што поубедлив настап пред електоратот. Далеку помирна атмосфера во и околу Државната изборна комисија, во однос на она од пред безмалку 10 месеци. Избирачкиот список овој пат не е тема за дискусија, што би требало да значи дека е прочистен и веродостоен. Портпаролот на ДИК, Љупка Кукучевска, истакна дека подготовките за изборите одат согласно однапред изготвениот план на активности. Избирачкиот список беше најавен увид на граѓаните во текот на 20 дена, кои што беа предвидени за тоа. Над 200.000 граѓани се проверија на нашата интернет апликација, над 20.000 во нашите подрачни оделенија и канцеларии, и со тоа тие директно учествуваа во процесот на ажурирање на избирачкиот список. Списокот беше даден на увид и на политичките партии и тие како учесници во изборите да може да дадат свој придонес во ажурирањето на списокот. Општинските изборни комисии веќе ги објавија листите на кандидати за градоначалници и за членови на советите во своите општини. Во понеделник веќе на 25 септември почнува изборната кампања, меѓутоа утре пред почетокот на изборната кампања точно на Пладне во сите општини во Република Македонија, како и во градот Скопје, кандидатите ќе го потпишат Кодексот за фер и демократски избори. Со тоа символично тие ќе се обврзат дека ќе ги почитуваат одредбите на изборниот законник и ќе се почитуваат меѓусебно во текот на изборната кампања. На гласачкото ливче во дел од општините ќе има две алијанси на албанците со идентично лого, откако тужбата на партијата на Зиедин села против решението на ДИК беше отфрлена како неоснована од управните суди. Нивните колеги од Уставниот суд пак ќе решаваат дали локалните власти се надлежни да одлучуваат за населување мигранти во нивните општини. За референдумите требаше да се расправа и во ДИК, иако јасно е дека ќе нема дополнително изјаснување на дел од граѓаните на 15 октомври, откако Државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи да ги запре решенијата на советите во 12 општини. Извештајот за референдумите, односно за одлуките на советите на општините да распишат референдуми од локално значење во своите општини, вчера беше на дневен ред на седницата на ДИК. Меѓутоа, Државната изборна комисија по објавувањето на одлуката на инспекторатот за локална самоуправа одлучи да ја тргне оваа точка од дневен ред, се до добивање на одлуката од Министерството за локална самоуправа по овие прашања. Инаку, на почетокот на петочната седница, членовите на ДИК ја избраа Ермира Асани Салија од БЕСА за нов член на местото на Бедредин Ибраими од ДПА.